Кумановецот Горан Георгиевски Мујо беше убиен пред дискотеката Линка. Го уби Горан Стојковски, собственик на Линка. Убиството не е случајно, му претходеле закани, рекет. Со месеци имало закани меѓу нив. Дури Мујо еден кафич кој држал Линка, го искршил целиот, го демолирал. Знаеме дека господинот Горан Мујо наплаќаше за обезбедување фиктивно, нели, од дискотеката Линка во Куманово. Ајде да не кажам рекет, но активноста на господинот Горан Мујо во таа дискотека, према она што на мене ми е познато, е точно заради наплата на тој рекет. Критичната вечер, Мујо заедно со неколку пријатели сакале да влезат во Кумановската дискотека. Синот на Линка не им дозволил. Мујо почнал да му се заканува, а тој напомош го повикал неговиот татко. И заедно со најмалиот син отишол пред дискотеката за да види што се случува. И тоа со трчање бидејќи знаел за кого се работи, каков е Мујо и дека неговите деца ги држи на нишан. Кога пристигнал на местото, Мујо ништо не му кажал, се фатил за појас и по она што го кажува Линка, почнал да пука. Не е свесен колку куршуми испукал, не знае да повтори и не знае дека погодили и други лица. Значи на него целта му бил буквално Мујо. Адвокатот си го брани клиентот. Убиството не било планирано, немало умисла, туку тоа било кулминација на теророт што го трпел од Горан Георгиевски Мујо. Во мигот на престрелката, значи кога дошол Линка на лице место, го водел својот најмал син. Ниеден родител нема да однесе своје дете ако планира да има престрелка. Оно што не го кажа адвокатот на Линка, а беше речено на судењето, е дека Линка последниот куршум во Мујо го испукал од 50 см далечина. Откако паднал на земја, тој застанал над него и пукал уште еднаш, за да ја потврди смртта. Горан Георгиевски Мујо во конфликтот во 2001 беше припадник на лавовите. Човек со сомнителна биографија, беше на црната листа на непожелни граѓани на Америка, но затоа пак во Куманово беше слободен, страф и трепет за кумановци, недопирлив за полицијата. Тоа е чист белградски синдром, завршување на воена состојба, многу оружје, многу дрога и многу криминал. Очистива се баравен, мора да е крај на мафија. Не ги познам луѓето, не знам што да кажам, важно, несигурна држава, несигурно место за живење и све пропаст. Линка по убиството избега. Имаше спекулации дека по него не трагаше само полицијата, туку и поранишните лавови кои бараа одмазда за Мујо. По 3 недели и се предаде на полицијата. На судењето го носеа со засилено обезбедување. Роднините на убиените бараа најстрога казна, но и да запре крвопролевањето. Боли ме. Они се утепале злато. Јас сам дошao да ви кажем отворено, јас сам дошao да биде малку посолидна работа, да се умиримо, не да се мамо с пиштоли и с пушки и с бомбе. Линка доби само 8 години затвор за двојно убиство и 2 убиства во обид, но духот на Мујо не го оставаше намира ни за дрешетки. Заканите продолжија. Тој додека беше во затворската казна, ја доби пораката, дека по излегување од затвор нема да преживеете 24 часа, што и се случи. Значи, тие се тие индикатори кои што кажуваат на некој си организиран облик на извршување на професионални убиства. Убиство во сред Белден, во центарот на Куманово. 6 месеци откако излезе од затвор, Линка беше ликвидиран. Со 6 куршуми во главата синоќа е застрелан 50 годишниот Горан Стојковски Линка во центарот на Куманово. Го убија пред влезот на зградата во која што живеел. Убиецот се уште не е откриен, иако мотивот за сите е јасен. Тоа е класична вратка на организираните криминални групи врз лица кои што им нанеле штета на организираната криминална група. Полицијата ќе има долго време работа на тој случај, затоа што тој случај не мора да извршителите да се од територијата на Република Македонија, со оглед дека господинот Горан Мујо во делот на криминалното подземје важеше за човек кој што имаше контакти и надвор.